Британската влада ја изгуби жалбата за Брекзит. Врховниот суд одлучи дека сепак парламентот мора да се изјасни за почнувањето на процесот. Ова значи дека премиерката Тереза Меј не може да го активира членот 50 од Лисабонскиот договор за излегување од Европската унија, се додека не ја добие поддршката од пратениците. Сепак се очекува ова да се случи навреме за крајниот рок 31 март. Судот одлучи и дека парламентите на Шкотска, Велс и Северна Ирска нема да бидат вклучени во одлучувањето. Кога Велика Британија ќе се повлече од договорите со Европската унија, ќе биде отсечен извор на британскиот закон. Ќе се сменати некои права што ги имаат британските граѓани. Затоа владата не може да го активира членот 50 без тоа да и го дозволи парламентот. Подносителите на тужбата тврдеа дека заобиколувањето на парламентот е недемократско, додека владата сметаше дека има директна надлежност да го активира членот 50. Судот јасно објасни низ целото сослушување дека не решава дали Британија треба или не треба да излезе од Европската унија. Народот веќе ја донесе таа одлука. Нејзиното спроведување сега ќе биде политичка, а не правна работа. Брекситот без сомнение прашање што најмногу ја подели оваа генерација. Но во случајов се однесуваше на правниот, а не на политичкиот процес. Денешната одлука даде правна сигурност, базирана на нашите демократски процеси и правната основа владата да го активира членот 50. Лидерот на лабористите Джереми Корбин рече дека неговата партија, иако низините активисти не се согласуваат со Брекзитот, ќе почитува волјата на британскиот народ и нема да го попречува процесот. И премиерката Меј, која повеќе пати рече дека ќе го активира Брекзитот до крајот на март, рече дека ќе ја прифати и ќе ја спроведе судската одлука, иако значи менување или одложување на низините планови.